Благодарам што сте тука за изјавите, бидејќи надгоре имаше прекрасен панел, кој што имаше тема креираме развој преку поддршка на инвестициите, на кој што учествуваат дел од навистина успешни македонски компании, кои преку своите добри бизнис идеи, многу напорна работа, меѓутоа и поддршка од државата, преку фондот за иновации, преку законот за финансиска поддршка на инвестиции, навистина успеа да пораснат и да представуваат едни од новите и извозно ориентирани компании во нашата држава. Имавме обраќање и јас и вице-премиерот Битичи и директорот на ТИРС Јован, на кој што ги истакнавме сите работи на кои што работевме во изминатите години во услови на една голема економска, енергетска и пред се криза предизвикана прво од пандемија, а потоа од војната во Украина. Меѓутоа ги истакнавме сите оние активности кои што ги правевме преку антикризните мерки, се со цел задржување на работните места, задржување на ликвидноста на компаниите, зголемување на пензиите, на минималната плата, на просечната плата. Се фокусиравме особено на финансиската поддршка за домашните компании, која за прв пат ја воведовме ние како влада и со која што 919 компании добија 100 милиони евра финансиска поддршка од државата, со тоа активира дополнителни 400 милиони своји евра инвестиции и со тоа успеа да вработат над 5000 луѓе домицилни вработени тука од државата, да креираат нови производи и да извезуваат производи во странство. Разговаравме навистина и за успехот кој што поединечни компании го имаат направено, беа горди тоа да го споделат и навистина беше нешто што представува гордост на економската политика која водевме во изминатите 7 години сите тука заедно, се разбира и Развојната банка на Македонија и други институции. Ви благодарам.